Робинзон Круз. Според романот на Даниел Деф. Додека седеше на пристаништето во Хал, младиот Робинзон Крузо им се восхитуваше на бродовите, кои доаѓаа и заминуваа, и сонуваше да отпатува на еден од нив и да доживее возбудливи авантури. Животот на морнарите е напорен и тежок. Зошто не си останеш овде со нас? Го преколнуваа родителите, но, вртејќи се и со грбот на убавата можност да стане адвокат, младичот им одговори: ако не заминам, никогаш нема да бидам среќен. Сакам да го видам светот и да си ја пробам среќата. Па така, со злокобен ветер во неговите коси, се качи на еден брод кој отплови за Бразил. Само што излегува на пристаништето, страшна бура го погоди јадреникот. Плашејќи се за својот живот, Робинзон веднаш се покаја за својата одлука. Но како што ветрот стивнуваше, прекрасното следи сонце го обои хоризонтот и за миг младичот заборави на своите стравови и на морската болест. И така, наместо да слезе на првото пристаниште и да се врати дома, тој реши да го продолжи своето патување. Сепак, бурата што ја преживеа беше ништо во споредба со онаа што го погоди бродот неколку денови подоцна среде океанот. Брановите се издигнуваа, високи како планини, и се уриваа врз трупот на бродот како водопади, раскинувајќи ги едрата и кршејќи ги ерболите. Еј, копно! Извика морнарот, но во истиот миг бродот нагло застана. Удрија во подводен песочен нанос. Ова е крајот. Во секој миг бродот ќе се распрчи. Извикуваа морнарите додека ветрот и брановите без престан го нишаа бродот. Сите во морето, брзо! Свика капетанот и нареди да се спуштат чамците за спасување. Робинзон и неговите пријатели се качија на еден чамец, но иако веслаа со сета сила, еден огромен бран го преврта чамецот и го исфрли од водата. Младичот, единствениот преживеан од бродоломот, успеа да доплива до брегот на еден далечен ненаселен остров среде океанот. Кога бурата заврши, Робинзон свати дека неговиот брод, неоштетен, беше заглавен на подводниот песочен нанос само 100 метри од брегот. Врзувајќи неколку стебла, тој изгради сплав и со него го довезе до островот и храната и алатките од бродот. Откако си изгради застолниште, отиде да бара свежа вода, а при тоа најде и овошје и ситен дивеч во изобилство. Наскоро Робинзон научи да ги искористува ресурсите од тој остров кој стана неговиот нов дом. Иако му не достига Англија и друштвото од луѓе, тој успеа да преживее сам дури 12 години. Еден ден, додека се шеташе покрај брежјето, забележа отпечаток од човечко стапало поголемо од неговото. Во тој миг свати дека не беше единствениот човек на островот. Малку понатаму, тој најде и остатоци од логорски оган и неколку човечки коски. Зарем островот почнале да го населуваат канибали? Одговорот дојде наскоро. Од врвот на една карпа, тој виде група домородци како пристигнуваат во кануа. Едниот од нив беше врзан. Ох, не, тие ќе го жртвуваат кутриот човек, си помисли Робинзон. Тој се стрча најбрзо што можеше кон брегот, пукајќи со пиштолот право во воздухот. Преплашени, домородците отрчаа во нивните кануа и веслајки избегаа, оставајќи го заточеникот на плажата. Кога беа доволно далеку, Робинзон поиде да го одврзе насрекникот, кој падна на коленици заблагодарувајќи му се. Иако зборуваа различни јазици, тие успеваа да комуницираат и да се разбираат меѓусебно. Англичанецот речи својот нов пријател да го вика Петко. По денот од неделата кога се сретнаа, времето си врвеше. И едно утро тие здогледаа едреник вкотвен во заливот. На јарболот му се вееше англиско знаме. По 35 години поминати тука, конечно ќе можам да си одам дома, си помисли Робинзон. Криејќи се зад грмушките заедно со Петко, тој виде неколку морнари кои слегаа од бродот и на мал чамец се патија кон брегот. Само што стапнаа на копното, оставија на плажата тројца луѓе, заврзани од глава до петици и заминаа во шумата. Мораме да ги ослободиме или ќе умрат, извика Робинзон. И следен од својот придружник отрча да ги спаси заточениците. Јас сум капетанот на овој брод, а овие двајца морнари ми останаа верни мене.
додека остатокот од екипажот се побуни. Објасни најстариот од тројцата. Ако ветите дека ќе ме однесете во Англија, ќе ви помогнам да си го вратите бродот, предложи Робинсон. Капетанот прифати со задоволство и кога бунтовниците се вратија на плажата, Робинсон, Петко и другите се соочија со нив. Започна страшен бој, но на крајот бунтовниците беа поразени и одведени на бродот каде што беа затворени. Дојде време за збогување, но Петко не го напушти Робинсон. Го следеше и во Англија. Таму тие останаа да бидат најдобри пријатели до крајот на нивните животи.